Најпрво сакам да потенцирам дека моите две прашања се однесуваат на јавниот обвинител на Република Македонија, кој за жал на сите свечени седници е присутен, но на седниците за пратенички прашања никаде го нема. Во врска со изградбата на коридорите 8 и 10Д, работодавач, односно владата е таа која што ги поставува условите како да се постапува и како да се работи на овие коридори. Економскиот оператор е тој кој што си бара своји услови, кои што не му одговараат. Но за почеток, јавното обвинителство е тоа кое што требаше да ги расветли сите овие нејаснотии и сите овие постапки кои што денес овде се зборуваат. Имено, од своја страна владата ревносно се обидува да се оправда дека не ги прекршила позитивните законски прописи, што е природно бидејќи нема самите да признаат, но од друга страна, јавното обвинителство е тоа кое што треба во дадениот момент да ги пресече сите овие работи. Но, очигледно, по принципот како што вчера слушнавме и завчера од јавните обвинители од поранешното СЈО, сега јавни обвинители во јавното обвинителство на Република Македонија, господјата Ленче Ристовска, која што рече некој треба да се јави и да ургира. Или Советот на јавни обвинители е извор на тргување со влијание. Ваквиот однос подоцна креира клиентелистички барања. Ова се изјави на јавен обвинител. Јавниот обвинител на Република Македонија до денес требаше да има обавено разговор на овие теми или и он се приклучува на тие вакви изјави и потенцира дека некој треба да му се јави за да постапи по овие предмети. По сите реакции од страна на Државната комисија за спречување на корупција, на невладиниот сектор, на граѓаните, на претениците, на сите оние кои што се инволвирани во однос на тоа да се знае вистината за овие коридори, не се најде за сходно јавниот обвинител да постапи. Ова го зборувам бидејќи во јавноста имавме многу нагодувања за тоа уште од самиот старт. Имено уште при објавувањето на јавната набавка за надзор над извршувањето на овие коридори, имаше многу скандалозни постапки, односно при поништувањето и повторното објавување на која што се пријавува ИРД е само носител на конзорциумот, а всушност во игра се две други компании, односно Electric Solution и Евроконсалтинг. Но, што е тука симптоматично? За јавното обвинителство дали пронашло или видело нешто? Во сред процедура на објавување на јавниот и течење на роковите на јавниот повик, овие компании добиваат соодветни лиценци, односно дополнително поднесуваат барања и во најбрз можен рок ги добиваат. Ова е една од самите индиции за кои што се појавија во јавноста, а секако требаше јавното обвинителство да ги расчисти. Но, овде не застануваат сите овие дилеми. Зошто? Самото јавно обвинителство под притисок на јавноста се произнесе и се изјасни дека оформува предмет, а оформување на предмет е покренување на предистражна постапка на 28.3.2023 година. Односно, веќе еден месец е покрената таа предистражна постапка, за која што потенцирам максималниот рок за завршување на оваа фаза е 3 месеци. Па од тука го поставувам првото прашање, кое што барам писмено да ми го одговори јавниот обвинител, кој што по принципите на хиерархија и субординација мора да ги има овие податоци, бидејќи овие предмети се од исклучително значење и во интерес на јавноста. Првото прашање до јавниот обвинител гласи: кога ќе има јавно обвинителска одлука за тоа како и пред кого ќе продолжи постапката понатаму по отворената предистражна постапка за злоупотребите и неправилностите на изборот за надзор за изградба на коридорите 8 и 10Д? Тоа е поради тоа што потенцирав максималниот рок е 3 месеци, но поради сензибилноста на самиот предмет треба во
пократки рокови, самите да постапат и јавноста да знае дали понатаму ќе продолжи постапката или овде ќе застане, како што впрочем секогаш се навикнати да се стави во фиока и да не се постапува понатаму. Дополнително, следуваат други нејаснотии и произлегуваат други информации од свиркачи и од делови од договорот за кој што владата не ги потврди, но не ги демонтира, дека се заговараат огромни средства од буџетот на Република Македонија кои што ќе се исплатат во вид на пенали. Имено, првата недоумица е како групата на пратеници кои што ги доставуваат овие измени на законските прописи знаеле или можеле да знаат на кои членови од постоечките, односно од позитивните законски прописи да се повикат и да предложат нивно изменување и дополнување. Дополнително на ова се надоврзува и она извртеноста на поделба на власта, односно владата во име на собранието и на сите пратеници превзема обврска која што не е во нејзина надлежност. Односно презема обврска дека ќе ги измени предвидените закони во рок кој што самата го дава со економскиот оператор. И во овие одредби си предвидува дека согласно вака подпишаниот договор истата ќе исплати 53 милиони евра на ставка пенали доколку во дадениот рок не се изменат предвидените, односно посочените закони, меѓу кои и законот за работни односи, каде што се предвидуваше 60 часовна работна недела, а за која што сите сте сведоци и знаете дека Уставниот суд пред не повеќе од 10 месеци се произнел по оваа одредба и констатирал дека не може вака да се формулира ова законско решение. Цитирам: според судот, утврдувањето на прашањата на работно време, според кој работното време на работникот во текот на целиот циклус на проектот може да биде во просек 60 часа неделно, во текот на годината поради наведените причини не е во согласност со членот 32 ставот 4 од Уставот, а со тоа и со владењето на правото како темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија, утврдена со членот 8 ставот 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија. Од тука произлегува дека владата си превземала обврска која што не е во нејзина надлежност, а со тоа ги исполнила преку јавното предпријатие за патишта, ги исполниле елементите за повторно противправно дејание и ново кривично дело. Затоа второто прашање се однесува повторно до јавниот обвинител, кое што гласи: дали и кога е оформен предмет, односно отворена предистражна постапка, затоа што владата подпишала преку ЈПДП за договорените пенали, доколку државата не го смени законот за работни односи, за да имаме 60 часовна работна недела, иако знаеле дека не може да ја исполнат оваа обврска. Ова е еклантантен пример на мешање, односно неподелба на власта и ставање на извршната власт над сите други власти. Но ова се индиции за сторени противправни дејанија, за кои што јавниот обвинител требаше да биде овде, да даде одговор и на тоа или да се произнесеше дека е отворена и кога ќе биде отворена, или да кажеше барем кога ќе имаме дополнително јавна обвинителска одлука за дали постапката ќе продолжи или ќе ја запрат овде, како што впрочем и при разгледувањето на извештајот на народниот правобранител констатирал народниот правобранител дека има предистражни постапки кои што траат со години, а една траела 20 години. Ако знаеме дека согласно законот максималниот рок на предистражна постапка е 3 месеци и тука нема отстапување. Затоа барам овие прашања јавниот обвинител писмено да ми ги одговори, бидејќи овде во сала не е присутен, и за наредниот пат на пратенички прашања да ве замолам истиот да биде присутен. Ви благодарам.